Баре здраво, ние до сега цело време те фаќаме нешто на брзање или на настани некој, па еве конечно малце да одвоиме подолго време, да позборуваме на подолго, да си направиме подолго интервју. Како се чувствуваш, што прави Лара Периодов? Фала ти пред се на поканата, баш како што кажа, не сме имале вака прилика да си помуабетиме подолго, така да мило ми е што сум еве денеска тука со вас. Моментално еве студирам, завршив испитна сесија и сега почнувам втор семестар од втора година, малку сум фокусирана овој период на факултетот, но музиката секако не застанува, секогаш нели се трудам да правам нова музика и сега сум во некој креативен процес, во кој што следам што сакам сега следно да извадам и собирам демоа за да имам онака јак период да почнувам да снимам и спотови, да почнам и да вадам нова музика. Последно изјавата кога ја даде за Хајп, изјави дека си во нов љубовен однос. Како се справуваше со факултетот, со музиката, со врската сега и што беше тоа клучно што не знам те натера да го одбереш за твој партнер? Мислам дека најбитно, баш како што спомна, дека треба да најдам време да ги балансирам сите обврски. Мислам дека најважно во една врска е партнерот да ти биде поддршка и да не ти одмага во работата. Пред се, нели, кога имаш таа поддршка, имаш слобода да работиш и некако дури и повеќе мотивација ти создава некој човек кога ти е поддршка и кога те поттикнува да работиш уште повеќе. Така да тоа ми е многу битно во една врска и тоа ми е може и најважно кога гледам со некого дали можам да сум и да можам да наоѓам време и тоа време што го поминувам со партнерот да не ме изморува и да не ми е како врска, него буквално да ми е како отргнување од сите проблеми. Да. Во кој дел од работите најмногу се согласувате, а каде најмногу се разликувате? Па што знам, искрено, релативно сме на почеток и не сум имала некои, како да кажам, конфликти, пример, со него. За поголемиот дел од работите се согласуваме, меѓутоа ми се свиѓа што, пример, за некои ситни работи, тој си има своји мислења и не зависи од тоа што јас мислам, нити пак, ете сега, пример, ако тој не мисли исто како мене, дека јас се лутам, така да некогаш ми се интересни тие различности, но битно ми е што, ете, и тој самиот си има визија за неговиот живот и тоа што тој сака да го работи и јас имам таа визија, некако тука се наоѓаме дека двајцата си имаме во глава со каква професија сакаме да се занимаваме, што ни се најбитни работи во животот и некако тука најмногу се согласуваме. Дали е можеби љубоморен во врска со твоите настапи, во врска со појавувањето нели на социјалните медиуми и во јавност и како гледа на целата таа работа? Па не е љубоморен затоа што мислам дека најбитно јас да не му давам повод за да биде љубоморен. Нормално е сега да има други машки кои што ќе се додворуваат или можеби ќе сакаат да си ја пробаат шансата, можеби некој нема да знае дека сум зафатена и тоа тој го разбира и е нормално исто како што и јас го разбирам без разлика и он и покрај тоа што не е јавна личност, нели може да се случи некоја да му приде. Тука имаме разбирање и не љубомориме толку околу тие ствари. А во поглед на тоа дека јас сум јавна личност, тој самиот ми рече јас не те гледам тебе како јавна личност, Лара како пејачка, ти за мене си Лара и некако те гледам како своја, така да тоа ми беше најбитно. Пред се ме става мене како човек ме гледа, а потоа доаѓаат сите работи поврзани со мојата кариера. Дали планираш некогаш да го пласираш во јавноста, да ни го представиш или ќе си го држиш во тајност? Кој е твоето мислење во однос на врските љубовните врски што ги имаш? Дали сакаш да си ги чуваш за себе или сакаш и да ги представиш пред публиката? Би сакала да си ги чувам за себе, но не би ја чувала мојата врска како тајна. Значи, немам проблем да го покажам, да го запознам со луѓе, да го ставам некојаш на социјални мрежи. Не би сакала јавно да зборам премногу околу тоа, затоа што сепак сакам јавноста да ме знае по музиката и по работи кои што во глобала се случуваат околу музиката и околу мојата кариера, но дефинитивно не би го чувала како тајна, така да немам проблем со тоа да кажам дека сум со него и дека ми е убаво. Дали го запозна со твоите и кога мислиш дека е вистинското време да се направи тој чекор?
Да, го запознав со моите, секако помина подолг период, на почетокот дури јас да го запознам, дури да видам дали можам со него навистина сериозно да бидам и кога сватив дека се е окей, дека се оди супер, тогаш го запознав и со мојата фамилија и тие се доста срекни со мојот избор и срекни се за мене и некако ми се допаѓа тоа што се совпаѓаат и што сега е секако што треба. Да. Лара, како ги коментираш се почестите јавни препирања и недоразбирања помеѓу нели јавните личности во Македонија? Дали мислиш дека тоа е на еден вид на реклама што си ја прават едни за други? Па, искрено, мислам дека некогаш е тоа повеќе маркетинг, можеби ќе направат некој таков скандал, да кажам, само за да нели добијат некаква популарност. И мислам дека се почесто и почесто тоа се случува, поготово со луѓе кои што немаат пример некој одреден талент, пример да кажеме еве сега не прават музика или не се занимаваат со нешто конкретно, некоја професија, меѓутоа сакаат да дојдат до некоја популарност. Мислам дека тука настанува тој проблем кога сакаат да направат нели лош маркетинг би го нарекла и сметаат дека тоа е добро. Да, некогаш испаѓа добро, некогаш може тоа многу добро да искочи и понатаму да имаат успешна кариера без разлика што и да прават, дали се инфлуенсери, јутјубери или слично. Но некогаш може да е лошо и луѓето лошо да ги испрецепираат и да створат некое мислење кое што не е идеалната слика какви се тие вистински. Така да некогаш знае да е лошо и мислам дека јас, пример лично, не би ризикувала да правам таков некој маркетинг, барем не сега за сега, затоа што мислам дека немам потреба од тоа, доволно е да се фокусирам на мојата работа и да видам колку можам да просперирам така. Бела и после 2 години се слуша и можеби еден од најслушаните хитови во последниве неколку години што се појави. Дали мислиш дека ќе се повтори хит како Бела? Ова е чисто прашање и искрено мислам дека ниту јас, ниту Пајак, ниту никој може да даде точен одговор за ова, затоа што нема рецепт за хит. Мислам дека кога се создава песна, се создава некоја енергија и таа или ќе допре до публиката или не. Конкретно за Бела, мислам дека ние самите осетивме дека песната има нешто што ќе побуди некаква емоција кај луѓето и навистина така испадна и јас сум пресрекна, презадоволна од таа соработка. Многу ми се драги сите луѓе кои што соработуваа на тој проект и некако никогаш не губам мотивација и не би си рекла дека нема тоа да се повтори, затоа што, еве пример, кога почнував со музика, првата песна која што, да кажам така, избувна, беше Некогаш ќе помине. Таа достигна преку 1 милион прегледи и тогаш си реков, леле, дали некогаш ќе имам повторно ваков успех. И тогаш можеби бев во знак на прашалник, можеби мислев дека нема да имам повторно таков успех, но мислам дека после Бела дефинитивно само треба да се работи и само треба да се пробува нешто ново, да се експериментира, да се биде иновативен и мислам дека со многу труд може тоа да се постигне. И нормално, доколку си веруваш во својата музика и доколку ја пласираш и оставаш природно да допре до луѓето, мислам дека тоа може да успее. Мислам дека се друго со сила не би било тоа. А дали мислиш дека дуетите се клучни за да достигне песната таков бум и да стане таков хит, затоа што има публика што тебе те слуша, има публика што го слуша нели другиот артист. Дали сметаш дека тоа е можеби причината што Бела стигна тука каде што стигна? Мислам дека да, мислам дека тоа е многу важен дел од целиот, да кажам, проект, доколку е дует, нормално поширока е публиката, поготово, пример еве, јас и Пајак скоро с различна музика правиме, јас сум повеќе насочена на поп, он тогаш беше повеќе насочен на трап, да кажам, некој таков стил. Меѓутоа, тоа што не спои беше емоцијата и мислам дека многу луѓе не претпоставуваа дека ќе се случи таква соработка. Можеби им дое чудно, можеби им дојде интересно и некако спојот на песната беше баш одлично склопен од двата наши стила и мислам дека тоа беше клучно. Мислам дека ако се погоди така интересен дует, дека може да биде многу поуспешен отколку соло песна. Да. Лара, често те гледаме во провокативни изданија на социјалните мрежи. Мислам што нели лично, што за промоција на некакви брендови. Дали сметаш дека можеш да се најдеш можеби и како модел
Па, искрено не сум размислувала многу на оваа тема. Сметам дека повеќе местото ми е во музиката, затоа што како да кажам, немам некои предиспозиции за да бидам модел и да бидам многу успешна во тоа. Мислам дека доколку се фокусирам на една професија и ако терам по тој пат, мислам дека многу поголем успех имам отколку да да пробувам во моделинг, дали да не знам, да пробувам со балето, затоа што ете пример студирам балетска педагогија, но знам дека ако се фокусирам на тоа да бидам танчер, нема да просперирам толку многу во она област во која што сакам да просперирам. Интересно ми е нормално преку соработки со брендови, нормално правам слики, соработувам и со фотографии, интересно ми е, сакам да се сликам. И да постирам фотографии на моите социјални мрежи, но мислам дека никогаш така професионално не би се бавела со моделинг. А дали можеби би ги осигурала тенките долги нозе, како што тоа го направи познатата Сузана Мачик, можеби? Не, мислам дека нема потреба такво нешто. Ова прв пат го слушам. Многу смешно ми дојде, ама не. Како реагираш на негативните коментари? Па, вака, мислам дека многу јавни личности би рекле дека не обрнуваат внимание или дека тоа не допира до нив. Не може да не допре или да не приметиш хейт коментар, тоа секогаш некако останува во позадина, но многу е битно како ќе се соочиш со тоа. И мислам дека самите ние само може да си бидеме пречка дали тоа ќе ни влијае, дали не. Нормално, кога ќе прочитам хейт коментар не ми доаѓа убаво, но гледам да се фокусирам на самата себе си и да кажам дека тоа не е нешто толку битно. Нормално, доколку е хейт коментар во смисол да е навреда, не поддржам, но ако е некоја критика, па дури негативна, можеби некогаш да се луѓето во право и тука се согласувам секој да си даде свое мислење. Нормално, затоа и постојат повеќе мислења и не значи дека сум секогаш во право за сите работи, така да некогаш и тие мислења ми се битни, некогаш и негативна критика е добро да се добие, чисто колку да знаеш до каде си и дали си на вистинскиот пат, но доколку е хейт коментар баш како навреда, тука мислам дека тоа е само некоја фрустрација на луѓето и можеби не се задоволни со тоа што тие го прават или како изгледаат и мислам дека затоа коментираат на тук изглед, пример. Да. Дали некогаш можеби си дошла до момент каде што си се посомневала во себе баш поради тие коментари? Па да, можеби некогаш кога ќе прочитам нешто ќе си кажам да, може стварно е така, ама од друга страна сите имаат мани, сите гледаат различно на сите работи, секој има различен вкус и тука мислам дека нема простор за дебата. Мислам дека не можеш да смениш мислење на некој доколку си зацртал во глава дека тоа за него е така. Или дека смета дека, пример, не му се свигаш или, не знам, твојот изглед не му се свига, твоето пење, начинот на кој што зборуваш и слично. Мислам дека тука нема простор за дебата. Побитно е да се фокусираш да си подобра верзија од себе, него да се фокусираш на негативните коментари, да се трудиш да ги поправиш работите само за да им се свигаш на сите. Мислам дека не е тоа целта. До некаде па и добро е да имаш хейтери затоа што знаеш дека има некој дека те следи, дека си можеби на вистинскиот пат, да. Кој од македонските пејачи ти е репер, а кој не ти се допаѓа? Како репер би издвоила Каролина Гочева, затоа што пред се како личност е многу драга, многу мила, многу културна. Ми личи како да има одлична дисциплина кон нејзината кариера, некако гледа многу добро и низ годините многу добро се има покажано и вокално и преку песните. На вистина неа би ја издвоила стварно како артист кој што има добра кариера. Не знам некој што не ми се свига. Искрено не би можела да одвоам, немам некој што ми смета, што не ми се свига, што прави. Да, можеби некој карактер, например, не ми одговарал, но никого не би го издвоила како да кажам дека не ми се свига или пак или гледам репер на некој или другите само не ги перцепирам, толку да кажам, да.
Можеш ли да ни прокоментираш 5 пејачки или пејачи од македонската естрада од најдобри до најлоши? Од најдобри до најлоши, не знам, не можам. Не знам. Еве пример да ми дадете вие имиња, може ќе можам да ги рангирам, но навистина мислам дека и нема потреба да ги споредувам и нема потреба да ги рангирам, затоа што сметам дека може да кажам нешто погрешно и да не сум повеќе во добри односи со одредени луѓе. Тоа не ми е намерата, затоа што стварно сакам да сум им поддршка на сите. Никогаш никој за мене не кажал лош збор, нити пак ме рангирал на лошо место или пак кажал нешто лошо, така да не би сакала тоа да го правам, затоа што стварно нема потреба да сум во лоши односи со некој и доколку некој стварно не ми се свига би кажала, затоа што не сум човек кој што крие. Не сум ни толку блиска со многу луѓе од естрадата и гледам да се држам повеќе со тие луѓе кои што ми се мене блиски и не би сакала некако да ги рангирам доколку не ги познавам стварно лично. Можам да издвојам многу кои што ми се драги, како пример Теја Трајковска, Алина Пеовска, Александра Јанева, што навистина сум седела вака со нив и знам дека се прекрасни како личности и некако другите еве, може да ги знам лично подобро би можела да ги рангирам, но вака од страна како ги гледам, мислам дека не е доволно да кажам мислење. Кој од овие сега што ги наброја пејачки би сакала да снимиш дуетете утре можеби? Па со сите три би снимала, искрено да ти кажам, и баш би сакала повеќе да има женски дуети. Значи јас искрено да можам со трите би снимила. Дали посебна песна, дали во една песна заедно, дали некои комбинации би сакала да правам, затоа што гледам дека пример машките артисти повеќе се работуваат, поготово на трап сцената постојано, некако женските дуети фалат и можеби доколку женската публика види дека помеѓу женските артисти нели има поддршка и има согласување, мислам дека и многу подобро може тоа да помине и ета да отидеме некој левел погоре со самата македонска музика. Дали мислиш недостатокот на женски дуети што ги има, односно што ги нема дуетите, дали мислиш причината за тоа дека можеби е некоја љубомора што се јавува, затоа што нели ги знаеме жените како малку пољубоморни од мажите, дали мислиш дека тоа можеби е причината што немаме женски дуети? Па да, затоа што искрено не знам која е причината зашто нема, можеби тоа е причината, можеби никој не се охрабрил, можеби не им дошло идеја да направат некој таков проект, но искрено јас лично не би осеќала љубомора, значи баш би сакала и мислам дека многу подобро би било доколку се спојам со некој направам женски дует и мислам дека така е. Самата енергија ќе биде многу подобра него уопште да нема женски дуети и да се осеќа, да се прашуваат луѓето дали е тоа затоа што љубомориме. Искрено јас не љубоморам на никоја од другите женски артисти и баш би сакала да се работуваме затоа што имаме и прекрасни вокали и навистина прекрасно изгледаат и мислам дека секоја си има свој уникатен стил, така да дефинитивно во иднина би сакала да соработувам со било кој женски артист од нашата естрада. Се додека е добра песна, мислам дека може да испадне добар проект. Да. Лара, што мислиш за истополовите бракови? Искрено мислам дека секој треба да си прави што сака, не сум против тоа, не дека нешто ги поддржувам или дека кузна како мислење имам за тоа. Никогаш не би се мешала во мислењето на другите и тоа како другите се осеќаат, така да не сум против тоа и мислам дека некако така станува нормализирано се, но се ќе биде добро дури во граници на нормала, доколку не е претерано и некако мислам дека тука сите би се сложиле дека секој треба да си гледа за себе и дека нема потреба да се коментира. Доколку другите се осеќаат убаво, мислам дека така треба да си тераат. Што мислиш дека и недостасува на македонската естрада? Дали недостасуваат малце така повеќе шоубиз или можеби поинаков тип на креирање и на музика и на проекти што искачаат? Што е она што ти лично мислиш дека недостасува тука? Пред се, мислам дека главно тоа што недостасува е да имаме некоја продуценска куќа.
Мислам дека тоа е најбитно затоа што ние имаме продуценти музички со кои што соработуваме, што се доста талентирани и имаат за себе многу хитови. Имаме луѓе кои што пишуваат одлични текстови, кои што се одлични за создавање мелодии, одлични артисти, меѓутоа некако не се склопени воедно. Немаме продукцијска куќа која што ќе се фокусира на одредени артисти и него ќе те види тебе како појави и ќе каже јас сметам дека ти треба да изгледаш вака. Ние ќе ти го дадеме тој стилист, ќе соработуваш со тие продуценти, ќе правиш таква и таква музика и некако мислам дека тоа е тука тоа што фали, затоа што пример еве јас кога сакам да направам некоја песна, сама ја мислам визијата во глава. Кога работам со продуцентот имаме една комуникација, посебно треба да барам што би сакала да пример како да изгледам во спотот, како би сакала да биде снимен, пример за песната каков текст би сакала, дали ќе го напишам јас, дали ми треба помош од некој, дали мелодијата ќе биде моја и слично. И мислам дека тука многу артистот е ставен во позиција некако да биде на сите страни и да менаџира се. И мислам дека тоа е главниот проблем зашто имаме толку помалце музика, да кажам, од било кои други наши соседи што пример многу се по добри во музиката, многу подобро работат и имаат многу повеќе можности да вадат музика. И тука мислам дека кај нас публиката нормално они не разбираат кој е проблемот и само сакаат музика и викаат зашто не создавате. Создаваме, пример, јас имам 25 песни до сега, меѓутоа немаат кај да ги слушнат. Ако не слушнат на YouTube или на радио, пример, колку радија кај нас пуштаат македонска музика, во колку кафичи се пушта македонска музика, во колку дискотеки има македонска музика. Мислам дека не е доволно застапена. И тука само тоа прашање кај луѓето зашто не создавате повеќе. Имаме многу македонска музика, само нема каде да се чуе и нема кој да ги поддржи артистите да работат и нема кој да ги насочи, затоа што има луѓе кои што имаат многу добри предиспозиции, многу добар талент, имаат волја и желба за работа, со љубов го прават тоа, но нема доволно или финанси, или понатаму не знаат каква треба да е визијата, имаат во нешто недостаток. Дали тоа ќе биде физички, како да изгледаат, како да се носат со јавниот свет, како да компонираат музика и слично, така да мислам дека само треба да имаме повеќе луѓе кои што работат на тоа и некако да се склопат, да кажам, во една група и да се фокусираат барем на неколку артисти за да можеме да имаме прогрес. Да. И за крај, Лара, да и кажеме малку поконкретно на публиката, што може следно да очекува од тебе и кога? Спремам многу проекти, искрено и јас самата се прашувам, не знам дали е добро да се работи пример на албум и да се извади тоа одеднаш као повеќе песни, затоа што сега имам неколку демоа кои што ги спремам и си викам зашто да не извадам албум, нели тоа да биде баш онака склопено како едно интересно парче. Испробав, направив EP, тоа е како мини албум од 4 песни, ги пушти во еден ден со спотови. И имаше убав фидбек, меѓутоа не знам дали се спремни луѓето да се фокусираат на толку песни во еден ден, така да можеби ќе ги издавам и како сингл, можеби повторно ќе издадам некоја EP, но дефинитивно ќе има уште многу музика, затоа што како што спомнав и на почетокот, сега е тој креативен процес во кој што се пронаоѓам што сакам следно да правам, на каква музика да се фокусирам и нормално анализирам што луѓето сега сакаат да слушаат. Така да ќе има нова музика многу наскоро. Јас сум Лара Иванова, а вие гледате Hype TV.